Почитувани пријатели, почитувани медиуми, ве поздравувам овде од Кочани во оваа убава и среќна кампања за сите граѓани. Ве поздравувам овде од целиот исток, каде што граѓаните препознаваат голема разлика. Гледаат кој работи со план, кој е домаќин човек, а кој има план само да го заштити криминалот и да нема судски разрешници. За само 2,5 години покажавме дека парите можело да се враќаат кај граѓаните, да имаат повисоки плати, повисоки пензии, може да се инвестира и да се гради целиот исток кој што беше заборавен од ВМРО и режимот. И овде во Кочани, забраната речени како дел од хидросистемот Оризарска река, се зборуваше уште во 60-тите години на минатиот век, но тоа повеќе не е така. Веќе не се зборува само. Браната речени започна да се гради токму во овој мандат на СДСМ. После 50 или 60 години овој капитален проект во износ од 30 милиони евра станува реалност и бенефит за целиот Кочански регион. 30 години устата пена ни фати од НАТО, ЕУ, НАТО, ЕУ. Сите само ова зборуваа и ветуваа, но денес никој не го зборува тоа. Денеска тоа е завршена работа. Во истиот овој преполовен мандат го остваривме. Членки сме на НАТО, чекориме кон ЕУ. Денес тоа никој не го ветува и нема право да го ветува. Полна им е устата на ВМРО фейк ньюс со патриотизам, но запрашајте се дали се вистински патриоти. Зарем вистински патриоти на оваа земја гласаат против зголемување на минималната плата? Дали вистински патриоти гласаат против мерката за зелена нафта за земјоделците? Против зголемувањето на субвенциите, против секоја можна мерка со која што парите се враќаат назад кај граѓаните? Дали вистински патриоти гласаат против мерката за данокот на додадена вредност да се враќа кај граѓаните? Дали вистински патриоти гласаат против законот за решавање на стечените работници, против укинувањето на радиодифузната такса? Не се патриоти ДПМНЕ, во чие време македонците си ги спакуваа куферите, младите заминаа од истокот и татковината. Вистински патриоти обезбедуваат сигурност и иднина на државата, обезбедуваат признавање на македонскиот јазик и нација од целиот свет. Македонскиот јазик е официјален јазик во Европската унија, каде се членки и Бугарија и Грција, но и Франција, Германија и другите моќни сили. Вистински патриоти обезбедуваат членство во НАТО, во најмоćниот сојуз. Доверете ни чист мандат, почитувани граѓани, за да ја вратиме нашата економија на солиден и брз, одржлив раст од 4% годишно. До крајот на мандатот стапката на невработеност со нас, со коалицијата и чистиот мандат на СДСМ ќе биде едноцифрена. Не се ова соништа, ова се реалност. Сето ова е реално зашто за 4 години се калкулираат 2,5 милијарди евра јавни инвестиции и 1,2 милијарди евра директни приватни инвестиции со сериозна поддршка од Европската унија и од новите фондови. Тоа се тие врати кои што ни отвараат нови можности. Платите во сите сектори ќе продолжат да растат секоја година. Пензиите и враќањето на парите назад кон граѓаните продолжуваат и да растат и да се зголемуваат. До крајот на мандатот минималната плата ќе биде 20.000 денари. Таа ќе биде повисока за дури 120% од мизерните и срамни 9.000 денари на кои што ја остави ДПМНЕ 2016 година. Кои се тие вистински патриоти кои што ја држат минималната плата на срамни 9.000 денари? Просечната плата до крајот на мандатот ќе расте и ќе биде 34.000 денари. Затоа изборот на 15 јули, почитувани пријатели и граѓани, е многу јасен и за граѓаните лесен. Од една страна е концептот на СДСМ и парите кај граѓаните, од друга страна е ВМРО ДПМНЕ која ги краде парите од граѓаните. Работата е сериозна, драги пријатели. Разликата е очигледна и голема. Обезбедете си мир, стабилност, спокој, развој на овој регион и на целата земја. Поддржете ја коалицијата Можеме и гласајте за бројот 3 во третата изборна единица. Благодарам.